Што ли гледаат во Исус? Тој нас и тим простога, се дружи со грешници. Погледнете ги собирачите на данок. А знаеме дека ним им треба прошка. Забележете, толпата која го следи расте. Извини, ова се твои овци? Да, јас се ги чувам. Лично. А тоа е само дел од моето семено стадо. Мојот татко ми ги довери мене. Мене. Па, ако татко ти верува толку, Да не сакаш да трчаш по-на овца, а? О, не! Врати се! Врати се! Ти ли си Исус од Назарет? Јас сум Те наракуваат учител, и пророк. а вечераш со грешници и даночници. Водачите на храмот прашуваат како ќе го објасниш тоа, учителу. Застани! Бунтовничке! Ако некој од вас има 100 овци и една од нив се изгуби, што ќе направите? Нема да ги оставите 99 во полето и да ја барате изгубената овца? А кога ќе ја најдете, ќе ви биде толку мило што ќе ја ставите на рамо и ќе ја носите до дома. Потоа ќе ги повикате вашите пријатели и соседи и ќе кажете: "Ајде да прославиме. Ја најдов мојата изгубена овца." На ист начин, во рајот има повеќе радост за еден изгубен грешник кој се покајал и се вратил кај Бога, отколку за 99 други кои биле праведни и не застраниле. Спонза си од свет, за сите времиња. Божиот почиве. Супер книга. Осана, осана, супер книга скоро. Осана, осана, супер книга скоро. Еве ја! Ја фати! Гледајте го ова, дечки! И го фаќам! Трнјата се остри. О, ки ми треба прививка. О. Здраво, дечки, не сте ме виделе? Уау, го видовте тоа? Што му е на Арон? Да, обично носи шапка. Што? Носи? Арон, отвори! Со тебе ли е татко ми? Не, зошто татко ти би бил... Уау! Еј, што сум јас метал за отпад? Ау! Арон, зошто се криеш од татко ти? Направив нешто навистина лошо, Лука. И јас ќе бидам во многу голема неволја. Татко ми никогаш нема да ми прости. Не можам никогаш да се вратам дома. Што си направил? Лука, колку бараш да ми изнемиш твојата куќерка на дрво? Има многу простор. Почнувајќи од сега. Арон, не можеш да живееш во мојата куќерка на дрво. Или тоа ќе биде или ќе одам да барам стан. Ги имам парите од мојот роден ден. Ки ти плаќам $10 неделно. Ова е лудо! Да, само перископот и мекото столче прават да вреди 20. Се обидувам да преговарам. Добро. Во ред. Татко ми онака веројатно ќе дознае дека живеам овде. Еве список на работи што ќе ми требат за напад. Бегам. О, и 10 сендвичи. Можеш да извадиш корката како што прави татко ми? Така многу ми се допаѓаат. О, окей. Арон, не ја напуштај куќарката на дрво, ме разбра? Не ја напуштај куќарката на дрво. Добра столица. Ки ти дадам $15 неделно, ни пени повеќе. Што ќе правиме?
Му се допаѓа столчето. Велам да одиме на $19 неделно, ни повеќе ни помалку. Или би можеле да се обидеме да го убедиме да си оди дома и да се соочи? Не знам. Арон одамна ми е другар. Ако вели дека не може да му каже на татко му, тогаш може би оно што го направил на вистина не е за простување. Супер книгата! А не, јас морам да останам и да направам договор за изнајмување на куќарката. Ве водам да се запознаете со човек кој преку својот пример учел дека простувањето секогаш е можно. Не ми бегај сега! Дали вие само што... Паднавме од дрво? Да. Тенки гранки. Извини, ги исплашивме твоите овци? Не, не! Оваа овца малку е тврдоглава. Смири се! Јас сум Ела, ова се Лука и Гизмо. Јас сум Михеј, а оваа ја викам Бутондичката, затоа што секогаш се обидува да побегне. Се качевте на дрвото за подобро да го видите Исус? Исус? Да, тоа е причината зашто денес се собраат толку многу луѓе. Исус е голем учител. А јас многу сакам кога раскажува за параболи. Што е тоа парабола? О, парабола е кратка приказна која користи познати настани и укажува на религиозна или етичка поука. Не, мојата внатрешна база на податоци е опремена со многу меморија. Што? Оригинално беше дизајнирана за да... Би сакале да го слушнеме Исус како зборува. Те молам, однесине. Зошто не им кажеш на сите дека си робот? Престани! Не, ти престани. Не ти престани! А, Лебов е навистина вкусен. Сакаш? секако. Размислував за тоа што го кажа Арон. Мислам, ако е сериозен да побегне од дома Ела, она што го направил мора да е нешто за кое верува дека татко му никогаш нема му прости. Јован и јас разговаравме за она што им го кажавте на фаризеите во врска со овчарот и изгубеното јагне и се прашуваме со што секоја зборуваш во алегории. Оние кои ги слушаат моите учења ќе стекнат повеќе разбирање и ќе добијат многу знаење. Зашто вистина ви велам, многу пророци и праведници сакаа да го видат она што вие го гледате, но не го видоа. И да го слушнат она што вие го слушате, но не го слушнаа. Ела, што мислиш дека сака да каже? Не знам. Еден човек имаше 2 сина. Помладиот од нив му рече на татка си: Татко, дај ми го мојот дел од имотот, пред да умреш. И така, неговиот татко одлучил да го подели имотот меѓу неговите синови. По неколку дена, помладиот син собра се, отпатува во една далечна земја и таму го истроши својот имот, живеејќи распуштен. Внимавај каде одиш. Ајде, фрли повторно. Ајде сега ќе видиме.
Кога потроши се во целата таа земја, настана голем глад и тој се најде во немаштија. Наговори еден жител на таа земја да го земе за наемник, а овој го испрати на своите ниви да чува свињи. И сакаше да се засити со рогачките што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. Кога најпосле се вразуми, тој си рече: колку наемници на мојот татко имаат лев во изобилство, а јас тука умирам од глад. Потрошил се што му дал татко му. О, не! Повторно ме избега! Михеј, ене го. Бунтовничке, врати Ајде, ми се! дечки, мораме да помогнеме. Но приказната... Да, мора да дознаеме што се случило со блудниот син. Лука, ако го изгубиш гизмо, зарем не би сакал да оставам се и да ти помогнам да го најдеш? Тоа е невозможно, Ела. Јас сум опремен со навигацијски модул и Следи ме никогаш малку, не би... Гиз. Зборувам хипотетички. 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 За споредба, измислувам приказна дека ти си се изгубил за да му докажам на Лука дека треба... Зошто се мачам? Добро, ќе помогнеме. Да, ќе дојдеме. Божем хипотетички помагаме. Бега во нече друго стадо. О, не! Како ќе најдеме твојата овца во толку големо стадо? Гледајте внимателно. Мојата овца има кафена дамка за дуото. Бунтовничке, каде си? Нема дамка овде. Нема ни овде. Океј, ова може да потрае. Освен, ќе го вклучам кучешкиот модул. Бунтовничке, каде си? Бунтовничке! Помош! По се изгледа ќе мора побрзо да го прегледаме стадово. Вклучувам напредно пребарување. Бунтовничке! Лука, ела, помогнете ми! Михеј, О, не! држи се, Михеј. Фати се за стапот! Ајде! Те држиме! Уху! Можеш да бегаш, но не и да се скриеш. Ете ја, врати ја! О, не! Врати се! Не ја фрлај мрежата, седри, не видам на 3 метри пред бунтовничката, потврди дека разбираш! Врати се, бунтовничка, врати се! Назад! Не знам како да ви се заблагодарам, пријатели мои. Не мислиш дека мене треба да ми заблагодариш? Не мислите дека ќе Не најдеме мислите Така ја дека прати. тоа е. Ветувам, нема никогаш повеќе да побегне. Еј! Ти си една многу паметна овца, нели? да побрзаме. Не изгледа ништо полошо. Е таа кафената дамка на дувото. Во приказната што Исус ја раскажуваше, синот земал се што татко му дал и го изгубил. Се прашувам што се случило после тоа. Ајде, ако побрзаме, ќе можеме да го слушнеме крајот на приказната. Дечки, мислам дека задоцневме. Што да се прави?
Вау, тоа беше кратка приказна. Да, парабола е кратка приказна која користи познати настани за да укаже на религиозна Да, или... свативме. Знаеме ги смо. Сакаме да го Исус, слушаме, Олека, Олека, не сите одеднаш. А сега, што сакавте да кажете, деца? Сакаме Ја да брзам, се не можеме да изгледат на приказната. Ве молам, седнете со нас. Исус, ја слушнавме приказната која ја раскажуваше на народот. Ама мојата овца побегна. Михеј, повторно? Да, но Лука, Ела и Гизмо ми помогнаа да ја најдам. Значи, кога отидовме да ја бараме бунтовничката, синот ги имаше потрошено сите пари и работеше како свињар. Да, што се случи потоа? Се Не случи може ли нешто интересно, кажи ни тоа би било Исус. лош избор. Дозволете ми да ја довршам приказната. Додека работел хранејќи свињи, младиот човек толку огладнал што дури и рогачките со кои ги хранеше свињите му изгледа убави. Но никој не му ги даваше. Но најпосле тој се вразуми и си рече: Колку наемници на мојот татко имаат леп, а јас тука умирам од глад. Ќе одам кај татко ми и ќе му кажам: Татко, грешев против Бога на небото и против тебе. Не сум добар да се нарекувам твој син. Третирај ме како еден од твоите работници. Но уште додека беше далеку, татко му го виде и се сожали за него. Се стрча кон својот син. И го прегрна и бакна. Донеси ги најубавите алишта и облечи го во нив. Стави прстен на неговиот прст и сандали на неговите стапала. Донеси го најдоброто теле и подготви го за да јадеме и прославиме. Ој, мој син беше мртов, но сега се врати во живот. Беше изгубен, а сега е најден. И почнаа да слават. Постариот син беше излезен во полето, но кога се доближи до куќата, слушна музика и танцување. Што се случува овде? Твојот брат се врати дома жив и здрав, а татко ти нареди да се убие најдоброто теле. Постариот брат толку се налути, што не сакаше ни да влезе во куќата. Неговиот татко излезе и го молеше да влезе. Со години работев за тебе како роб. Те слушав постојано. Но ти никогаш не си ми дал ниту една коза за да направам вечера за пријателите. А другиот твој син ги потроши сите твои пари. А сега кога дојде дома, ти нареди да го убијат најдоброто теле за тој да слави, така? Синко мој, ти секогаш си со мене и се што имам е твое. Но треба да сме радосни и да славиме. Твојот брат беше мртов, но сега е жив. Беше изгубен, но сега е најден. Вау! Никогаш не очекував дека таткото така ќе го прифати назад својот син. Особено откако потроши се што татко му даде, нели? Да, но беше пречекан дома со расширени раце, а татко му даде уште повеќе. Тоа е љубов. Таткото, чија што љубов е безусловна, секогаш така простува.
Чувај ја овцата, Михеј. Тоа беше неверојатно добре приказна. Бунтовничке, не пак. Супер книгата! Изгледа си одиме дома. Не знам што направил Арон за толку да се плаши да се врати дома. Епа, што и да е. Не може да биде лошо како блудниот син. Ајде. Еј, дечки, се прашувам какви се џунглите на Борнео овој период. Никој не би ме нашол во џунгла. Арон, без разлика што си направил, не можеш да бегаш. Не го знаеш, татко ми. Што си направил, Арон? Побегнав од училиште Да? и го земав моторот од гаражата. Океј. И го возев до плажата, Тоа е лошо. каде што случајно го удри во куќарката на спасувачката служба. Океј, тоа е навистина лошо. И татко ми никогаш нема да ми прости за тоа. Арон, знаеш што? Знам дека тоа е лошо, Се разбира. но знаеш што друго? Сигурен сум дека љубовта на татко ти кон тебе е многу поголема од тоа. Татковците простуваат. Моите планови се за никаде, нели? Да. Подобро да одам дома и да се соочам со тоа. Лука, ела, сте го виделе Арон? Побегнал од училиште и не знам каде да го... Арон, каде беше? Го нема моторот и умревме од грижи со мајка ти. Имам нешто да ти кажам, тато. Веднаш слези долу, сине. Тато, Мило ми е што си добра. Бог е сочувствителен и милослив, тешко се лути и полн е со безусловна љубов. Исусе умре на крстот за нас, за спас на сите ти воскресна. Прости ми сега за секој мој грев, мој Господ биди и пријател. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Исусе умре на крстот за нас, за спас на сите ти воскресна. Прости ми сега за секој мој грев, мој Господ биди и пријател. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам. Животот мој промени го ти, јас за тебе ќе живеам.